Владата даде амин да се повлечат уште 500 милиони евра како втор дел од предвидената милиарда заем од Унгарија. Овој потек се прави за да се раздолжат наследените обврски. Парите ќе се оперативни од идната година, ќе се употребат за враќање на евроврзницата која доспева на 25 јануари. Премиерот образложи дека вкупниот заем од Унгарија со каматна стапка од 1,95% и рок на враќање 15 години е под многу поволни услови кои ќе донесат инвестициски брани раст на економијата. Ние завршуваме три работи. Првата, се задолжуваме за да се раздолжиме и веќе нема да плаќат следните влади кои да се евроврзница, еднак има помалку. По два, трошиме за капитални инвестиции за општините, директно допираме, нашата проценка е до 250 до 300.000 домакинства. Значи директно допираме до нив, до нивните потреби. И трето, преку вас, бизнис заедницата, допираме до сите граѓани. Бизнисот трие раце за парите од унгарскиот заем. Велат дека вакви поволни услови не се понудени со децении и сега се поттикнати да инвестираат. Сепак апелираат до владата да се реализираат предвидените капитални инвестиции. 1,95 до сега не ни се има случајно да платиме толку ниска камата. Бизнисот го поздравува донесениот буџет за 2025-та. Според стопанството, конечно имаме државна каса со развојна наместо само со социјална компонента. Патриотизмот конечно треба да се изрази преку тоа, не преку мавање на маса и поктичи, него треба да се изрази преку учество во стварањето на додадената вредност на државата на највисок можен начин. Владата проектира раст од 3,7% кој го темели на инвестицискиот циклус пред се преку парите наменети за стопанството и за општините. Во првиот буџет на новата влада е предвидено да се потрошат 6,5 милиарди евра, да се приберат 5,8 милиарди. Власта очекува рекордна реализација на капитални инвестиции кои се проектирани на ниво од 820 милиони евра. Власта најавува е борба со сивата економија. Просторот во делот на сивата економија е огромен. Некои неофицијални бројки се дека е околу 40%, што значи дека имаме простор ние во рамки на законот да си ги наплатиме приходите така како што се планирани. На дебатата организирана на јавниот сервис, премиерот потенцираше дека нема да има зголемување на старосната граница за пензионирање и дека ПИОМ ќе остане стабилен, а највозрасните граѓани редовно ќе ги добиваат примањата кои од март ќе бидат зголемени за дополнителни 2500 денари.